Посетивме едно основно и едно средно училиште. Морам да го изразам своето задоволство, бидејќи општината издвојува средства и пари во физичката инфраструктура на училиштата, бидејќи без безбедна средина нема квалитетно образование. Исто така сум запознат како течат секојдневните наставни активности. Основното училиште Гоце Делчев е меѓу подобрите во Република Македонија, но и средното училиште Кузма Јосифовски Питу е со добро темпо и работи моментално на иновирање или на нови идејни програми кои евентуално од наредната или годината потоа би се имплементирале во насоките во тоа средно стручно образование, за да им ги приближиме на децата и програмите, но и да ги приближиме до пазарот на трудот, каде што полесно со некои помодерни програми ќе ги доближиме до нивните први работни места. Се разбира, образованието е широка тема. Можам да со јавноста споделам дека сум во комуникација со Националната агенција за образовни политики, каде што изминативе неколку години е близу 98% искористеноста на фондовите по Европската Унија, особено Еразмус проектите, но и проектите со младите, дека во циклусот 2021-2027 ќе бидат дуплирани фондовите за Република Македонија, каде што колку што ќе растат капацитетите на образовните институции и воопшто на државните структури, толку повеќе ќе можеме фондови да црпиме. Сето тоа е врзано и со државата и нашето за членување во Европската Унија или патот за отворање на преговори за да можеме што побрзо да бидеме корисници на овие програми. Со самите приближувања на Република Македонија и кон ЕУ и кон НАТО ќе се отвараат нови работни места, ќе има потреба од кадри и млади луѓе од Република Македонија што ќе бидат вклучени во овие структури, но секако и приближувањето на европското образование кон нашиве простори, размената, мобилноста ќе придонесе Република Македонија и цело општество да се приближи кон еден помодерен живот, поквалитетен живот, а без образование се разбира нема многу одење напред.